На новинарско прашање како ги коментира заканите на земјоделците со протести дека значителни површини ќе останат непосејани поради скапи репроматеријали, што ќе доведе до намалено производство на храна во државата, лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски со одговор. Тие луѓе протестираат затоа што имаат мака како да ги посеат нивите, како да ги изорат, бидејќи не само семенскиот материјал, туку и нафтата и сето тоа е денеска поскапено. Практично производните трошоци се поскапени, а субвенциите се намалени и откупот на земјоделскиот производ просто е негарантиран во услови кога храна е потребна во Европа поради војната во Украина. И членот на иницијативниот одбор за спас на оризопроизводството Здравко Арсов дециден дека нема логика да се трошат значително зголемени средства за неисплатливо производство во услови кога нема никакви гаранции за откупна цена. Моментално земјоделците се ставени во таква независна состојба што дел од површините ќе останат непосејани. И тие што ќе посејат, само ќе посејат, а со прскање и со ѓубриво мислам дека ќе биде проблем. Што значи производството ќе биде намалено за 50%. Додека дел од земјоделците чекаат средства по основ на субвенции за да ги насочат во подготовка на површините за сеидба, дел веќе ги изора израмнија нивите, знаејќи дека за неколку дена ќе биде пуштена водата од зафатите на реките во котлината. Велат дека услугите ги бараат на вересија, а ќе се раздолжуваат на есен откако ќе ожнеат и ги продадат произведените количини.